Речиси 50% од проектите од првиот јавен повик веќе се реализирани, а склучени се договори со 55% од проектите од вториот јавен повик на владата. Како што истакна министерот за локална самоуправа Златко Пирински денеска од Штип, општините и градоначалниците придонеле за да може да се реализираат проекти кои се од големо значење за нив, а се финансирани од страна на државата преку унгарскиот кредит. Првиот јавен повик се повеќе од 48% веќе се реализирани од оние 288 кои што беа контрактирани со договори, а во вториот јавен повик повеќе од 550 проекти се веќе со склучен договор, што значи дека веќе се изведуваат на терен, така да многу е соодветна динамиката и градоначалниците навистина го дадоа својот максимум во делот на спроведување на нивните обврски кои што произлегуваат од првиот и од вториот јавен повик. Од почетокот на 2026 година ќе се работи на мапирање со општините во делот на ажурирање на базите на даночни обврзници. Целиот трошок ќе биде на товар на државата. Пирински во моментот истакна дека се мапираат и слабости кај општините, а тоа најмногу се во делот на општинската администрација. Детектирани слабости има највеќе во делот на човечкиот капацитет во рамки на општинската администрација и истото се нотира во извештајот на Европската комисија повеќе од 10 години. Главниот фокус преку експертскиот тим во рамки на ресурсниот центар ќе биде покрај тоа што ќе треба да испорача услуга, индиректно ќе треба да пренесе и знаење во делот на општинската администрација токму да се зацврсни оваа слабост. Во двата јавни повика се издвоени околу 2 милиарди денари, а се издвојуваат и дополнителни финансиски средства со што се нуди помош на општините за реализација на проекти.